И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука, повторно на автоплацот Ауто Данска. Овој пат ќе дзирнеме едно Ауди A5. Како што приметувате, имаме тука и посебни бандажи, алуминиумски 20-ични бандажи. Еве тука ја потенцирам и купеоската форма, значи Ауди A5 е едно купе, кое што дефинитивно преубаво изгледа, па поготово со овие бандажи, исто така дополнуваат на тој изглед. Ќе одиме сега малце да го провозиме. Иначе се работи за модел од 2012 година. Како мотор го поседува 2.0 TDI моторот со 177 коњски сили, кои што се одлични, добро и прилегаат на оваа каросерија. Има доволно снага, во бројки преведено, тоа би било до 100 за отприлика околу 8 секунди. Максималната брзина е некаде околу 230 км на час, а сето тоа е подкрепено со добра потрошувачка. Овој мотор е доста познат, доста издржлив и доста економичен. Поточно, низ бројки, во градот троши отприлика околу 6,5 литри со некоја балансирана воžња. Еве сега ќе направиме една таква. Периодов на снимање е некаде кога сите се враќаат од работа, зимно време некаде кај 4 саат, малку има гужва, така да нема многу да забрзуваме, ќе биде една мала тест воžња. Од мојата десна страна ќе ви ги испишам и сите податоци во однос на техникалиите на конкретниот модел. Би кажал друго за ова возило, главната некоја поента му е да биде како едно daily driver возило, значи секојдневно возило, што би рекле американците, кое што би се користело како единствено за секакви потреби и навистина може да покрие во секоја област. Во однос на практичноста, таа е одлична. Багажникот изнесува солидни 480 литри за фатнина. Перформанси има, што значи овој мотор навистина ќе ви пружи дури и забава доколку го притиснете. Убав е на изглед овој дизајн, навистина ќе привлекува погледи дури и во денешно време. Изгледа се уште свежо овој изглед на Ауди кој што го фураат од тие години со тие преубави предни LED светла, а и позади исто така. Така да на секое поле, секоја коцка може да ја штиклира. Може да биде и како фамилиарно возило, зашто да не, навистина габаритно си е ипак, така да исполнува се што имате на ум. Дизајнот во внатрешноста е одличен, доста премиум обработка има сите материјали, а и како што прочитавте има солидна опрема ова возило. Доста гужва имаше низ сообраќајот, барем по овие булевари, овие улички. Не бев во можност нешто по
сериозно да го истестирам ова возило, но верувам дека има доста снага и доста интересно би се понашало по кривини или па да истестирате снагата на автопат. И комоцијата за нејзе не спомнав, и таа е исто солидна, преку овие лежички полицајци поминува, да речеме, доста добро, и покрај тоа што е на 20-инчни тркала, не е компрометирана удобноста на седиштата. Ви благодарам за вниманието, што ме следевте до крај на видеово. Стиснете лайк, шер и сабскрајб ако ви се допадна клипчево, за да има нормално и наредни клипови. А јас моментално се враќам на автоплацот Ауто Данска, кој што се наоѓа на булеварот Србија, каде што можете да го најдете ова возило и вие вака исто да го истестирате, да го пробате. Пријатно!